кој со гордост во срцата и радост во душата го славиме заради постоењето на нашиот мајчин македонски литературен јазик. Неговото богатство на зборови, неговата стројност, бујност и екзотичност ни овозможуваат да ги скажеме сите чувства, желби и мисли пред се потикнати од љубовта кон него, како што тоа го прави мојата соученичка. Јас сум Катерина Лашковска, ученичка во 9-2 одделение при Основното општинско училиште Блаже Конејски од Прилеп, и денес ќе ви се представам со мојата лична творба Јазикот на кој зборувам. Јазикот на кој зборувам. Денес тука ме слушате јасно. Зборувам за македонскиот јазик, гордо и гласно. Кирил и Методи се учители наши први. Тие направиле нашиот живот во светлина да врви. Азбука дале и писменост на народот наш. Секогаш во нас ке пламти споменот ваш. Конески, Мисирков, литература додале и светлина на нашиот јазик му подале. Училишта оформиле и универзитети. Не оставиле никој на јазикот македонски да му штети. Сите тие се бореле за јазикот во тоа време. За да бидеме писмени ние, целото словенско племе. Јазикот наш помнел се и се што. За ние денес да твориме вешто. И станал дел од културата наша. И секој невие, без кој би немало начин на комуникација. Нешто по кое не препознаваат сите. Тоа е македонскиот јазик, со кој гордо треба да ги минеме дните. Во далечната 1945 година, токму на овој ден, со усвојувањето на македонската азбука, започна изградувањето на литературно-јазичната норма. Македонскиот литературен јазик, втемелен на централните јазици, со азбуката во која што има толку букви, колку што има и гласови, и фонетскиот правопис, со речник збогатен со зборови од сите наши дијалекти, стана стожерот на нашиот развој, на културниот и на општествениот план. Уште поголема и повозвишена е нашата чест. Со гордост зборуваме за македонскиот литературен јазик, зашто токму ние сме ученици кои своето школување го започнаа во ова училиште, кое со гордост го носи името на креаторот на македонскиот литературен јазик Блаже Конејски. Тој за убавината и значењето на македонскиот литературен јазик ќе рече: Македонскиот јазик треба да биде струен и изразит, да биде вистински белег на македонската нација, зашто преку литературниот јазик се закрепнува најздраво свеста за припадност кон нацијата. Македонскиот литературен јазик треба да биде навистина македонски. Но никако не смееме да заборавиме на дамнешната мисла, на нашите дејци и настојувањето да се оформи посебен литературен македонски јазик, а особено не улогата на Крсте Петков Мисирков, за кого да сочуват некој својот народен јазик и да го бранит као светиња значи, да останет он верен на духот на своите предедовци и да уважаат се што имаат они направено за своето потомство. Да се откаже човек од својот народен јазик, значи да се откаже он и од народниот дух. Милоста кон народниот јазик е наш долг и наше право. Ние сме должни да милуваме нашиот јазик, зашто тој е наш исто така као што ни е наша татковината. Да се откаже еден народ од својот јазик, се вели да се откаже он и од сам себе и своите интереси. Јазикот е жива сила во која е врежана не само културата, туку и самопочита на еден народ, рекол Андрик. А токму македонскиот литературен јазик, мојот мајчин јазик, е тој кој ми ја влива самодовербата дека тој е онаа жива сила што не води напред, што не прави достојни, да стоеме гордо исправени пред сите препреки и предизвици што ни ги носи утрешниот ден. Нека ни е честит и долговечен овој ден.